Јоне Симонче припаѓа на генерацијата современи охридски сликари. Станува збор за уметник кој што ставил свој потпис на голем број уметнички дела во различни правци и техники. Голем број на генерации негови ученици се сеќаваат на умилениот наставник по цртање. Јоне Симонче е препознатлив и по тоа што оставил своји фреско живописи на голем број охридски цркви. Неговиот животен пат и творештво го проучувала историчарката на уметност Јорданка Матова, која што е и негова ќерка. Ве поканувам во следните минути да останеме заедно и да ја проследиме историјата за умилениот наставник по цртање и сликар Јоне Симонче. Уметникот Јоне Симонче припаѓа на првата генерација охридски современи сликари. Роден е во 1921 година во Охрид, а творечкиот животен век го завршува во 2007 година во својот роден град. Неговата љубов кон сликарството започнува во раните детски години. Жедно ги впивал сликарските потези на уметниците кои во тоа време доаѓале во Охрид од поранешната југословенска држава. Уметничкиот ген го наследил од својата мајка, а талентот доаѓа до израз во гимназиските денови, кога по цртање го добил за свој професор познатиот македонски сликар Вангел Коџоман. Во 1942 година во воени услови школувањето го продолжува во Длаборозечкото училиште. Во 1949 година го завршува уметничкото училиште во Скопје. Се запишува на применета академија во Белград, но со декрет го враќаат во Охрид. Тогашните власти го назначуваат за наставник по ликовно воспитување во Охридската гимназија, а потоа во основното училиште Свети Климент Охридски. Охридскиот сликар зад себе остави богато ликовно творештво. Во неговиот ликовен опус се присутни мотивите од Охрид и езерото, чуновите и рибарските мрежи, па стрмките со црвени дамки. Сликарот со широка душа бил правдолюбив и чесен, бил добар педагог и борец во народно-слободителната борба. За прв пат на ликовната сцена пред охриѓани се појавил со самостојна изложба во 1952 година. Следуваат бројни самостојни групни изложби, а член на ДЛУМ бил од 1949 година. За животот, почетоците и развојот на неговото сликарско творештво денес раскажува неговата ќерка Јорданка Матова, историчар на уметност, која го проучувала неговото творештво и ја напишала монографијата Јоне Симонче. Голема среќа е што Јоне Симонче беше мој татко. Јоне беше прекрасна личност и како татко и како уметник, вели Матова. Едноставен, но харизматичен човек, кој пред се ја сакаше уметноста, ја носеше од своите најрани години и низ целиот свој живот, нели, своите внатрешни чувства ги изразуваше преку уметноста. И тоа на едно широко поле. Тој не беше само сликар, тој беше и професор, наставник по ликовно воспитување, тој беше иконописец, фреско, многу цркви со фреско живопис, ги наслика, потоа правеше нацрти за резба, една многу личност која во сите области на уметноста сакаше да се испроба. И тоа го правеше многу успешно. Ова не го зборувам нели себично како ќерка, го зборувам како историчар на уметност, затоа што имав среќа да го обработам неговиот живот, да ја напишам монографијата за него, да разговарам со него како стручно лице и едноставно да целиот негов живот и целото негово творештво да го обработам.
Јоне Симонче се родил во Охрид во 1921 година и рано останува сираче. Баба ми е Благуна Симончева и мојот дедо Димитар Симонче имале 5 деца, од кои за жал останал само татко ми. Баба ми била во еден краток брак со дедо ми од 8 години, тој рано починал. И другите деца од баба ми за жал починале, 2 на мала возраст, додека другите, стрико ми Томе и тетка ми Ружа, во најубавите години од својот живот починале. Така да на баба ми останал само татко ми. И сепак и покрај такви немили настани во животот, татко ми имал едно убаво детство. Растел во непосредна близина на црквата Свети Димитрија, која датира од 14 век и се восхитувал на прекрасниот фреско живопис. На многу мала возраст дошол во допир со сликарството, раскажува матова. Слушајќи го како ми го раскажува неговиот живот, тој уште од рана возраст, на 7 години, прв пат ги приметил уметниците кои доаѓале во Охрид и застанувал да ги гледа како го сликаат градот. Тоа претежно биле уметници кои доаѓале од Белград. Таква била сликарката, тија викале Мижурка. Една многу убава жена која имала доблест да ги трби покрај себе децата, да ја посматраат како слика. Додека за Љуба Ивановиќ зборуваше дека му сметале и тој не дозволувал да има деца околу себе, едноставно сакал да слика. Нели уметниците се специфични кога сликаат, некои имаат широчина да трпат околу себе луѓе, некои сакаат да бидат сами со себе додека творат. И тоа се неговите рани почетоци, кога прв пат го приметил сликарството и кога посакал да земи блокче и тој да слика, и тоа го направил. И тоа е неговиот почеток, неговиот влез во уметноста. Уметничките гени ги наследил од неговата мајка, Благуна Бакалова Симончева, која во тоа време била позната модистка. Баба ми го имаше точно тој ген кон модата. Отворила прв моден салон во Охрид. Била многу интересно. Посината кај луѓе во Битола и тие ја дали таму на француски колеж, ама љубовта кон сестрите и таа тага или што ја чувствувала по нив ја вратиле назад, макар што со луѓето што ја посилиле до нивната смрт одржуваше контакти, тие се вратија во Охрид. Дури жената и дала, како што ми кажуваше, таа чест која се мажила. Донесла среќа во таа куќа, од која отишла кај нив, им се родиле 3 деца. И разбирлива е таа љубов нивна што траеше толку долго. И баба ми, значи, таму научила за мода во Битола. Била кај една позната модискиња во Битола, кај Бабана. Јас така ја знам како Бабана. И таму научила и да плесира. Јас го научив низиниот занает. На 10 годишна возраст. Беше многу интересна жена. Јас реков, баба, јас сакам да плесирам, таа ми даде одма да плесирам. И така се научив. И така треба, нели? Човек одма да го ставиш на она место на кое што сака да биде, да се испроба. И го имаше баба ми тој талент, многу беше софистицирана која ги изработуваше работите, пополека работеше и буквално како да ги везеше. И опечината и надворешноста беа прекрасно изработени. Татко ми го носи името на мојот чукун дедо Јон Симонче и синови и таа плоча постои наспроти Летница. И ден денеска тој дуќан постои таму. И сите Симончевци ја имаат таа дарба на креација. Дали се работи за бизнис, за испробување во уметноста или за мода, ја носе таа креација во себе си.
Во Охридската гимназија неговиот талент ќе се развива под педагошкото влијание на сликарот Вангел Коџаман. Подоцна за професори ќе има и други врвни македонски сликари, меѓу кои и сликарот Лазар Личеновски. За прв пат се среќава со Коџаман. За Коџаман има едни прекрасни спомени, како човек кој знаел да открие талент во своите ученици и да ги насочи. Потоа патот ќе го однесе во Резбарското училиште, а впрочем сите охридски уметници, почетокот на сите им е таму. За среќа во Резбарското училиште имаат, иако е тоа војна, 1942 година, имаат добри професори кои ги добро ги насочуваат во уметноста, имаат предмети кои ќе им дадат образование за да совлада техники, нели? Таму научил да слика фреско живопис, да слика икони, техниката ја совладал во Резбарското училиште, а покасно се запишува во Средното уметничко училиште во Скопје, нели по војната, 1949 година ќе го заврши за среќа. Таму ќе му се професори најпознатите македонски уметници од првата генерација, како Личеновски, Белогаски и редица други. Ќе направи еден обид да се запише на факултетот и ќе се запише во Белград за применета уметност, ќе биде трет на списокот и таму ќе го сретне Шотра, нели Шотра бил во Охрид и тој предавал во Резбарското училиште. И со декрет ќе биде вратен назад. Нели, разбирливо, тоа е време после војната, им требеле кадри. Некои не ќе имаат таа среќа да завршат факултет и да го продолжат образованието. Не му обеќале дека ќе се врати на факултет. Тој се враќа во Охрид, предава во гимназијата во Охрид. После тоа доаѓа Стефан Несторовски и тој се префрла во основното училиште Свети Климент, каде што и ќе се пензионира 1979 година. Творечкиот дух на Јоне Симонче ќе го одведе да истражува и твори во повеќе правци. Ми се чини импресионизмот, нели? Импресија. Тој знаеше, како што реков, да седи да го посматра езерото, макар што сите техники му беа блиски. Ево за акварелот. Акварелот во една пригода во длабока старост на 84 години седев со него, разговаравме, викам, тато, добро, зашо не работеш акварел? И му однесов блокче, ево насликај ми акварел. И почна да го слика, нели, аз викам, зашто ќе настане од се во ова. Акварел е најтешка техника, нема враќање назад, нели? Со четката све се работи во еден потез. Имам тука неколку негови акварели, баш од тој период. И многу лесно го работеше. Добро, веќе тој беше, нели, оформен сликар. Ама сите техники некако му лежа. Тој толку беше навлезен во уметноста, толку ја сакаше уметноста, така да лесно се изразуваше во било кој правец од уметноста. Нели, ето му реков, абстрактно сликарство да работи, го изработи. И излезе тоа од него со еден потез својствен за него, или архитектурата, и архитектурата многу ја сакаше. Са нели која крајност од пейсажи, архитектура, па фреско, живопис, иконопис, нацрти за резба. Во сите беше успешен. Симонче покрај потписот на многу слики свој белек оставил и со фреско живописот. Насликал многу цркви во Охридската околина. Целосно има живописано Света Недела во Долно Лакочере и таа црква ја живописуваше во 1970 година.
Нели ние често одиме на терен. Пред 2 години бев тамо и со задоволство можам да констатирам дека нема никакви оштетувања. Тој ги работеше фреските со природни бои, онака како што техниката е научил во Разбарското училиште, нели? Природни материјали употребуваше, например јајцето го користеше и тоа белката за сите тонови, жолчката исто така, и на моје големо задоволство, нели, фреските се онакви како што ги има насликано, нели, 70-та година, сега сме 2015, аз тамо бев 2013 година, нема никакво оштетување. И тоа е тоа кога се користат тие природни бои, нели, црквите се. Имаме ние во Охрид такви цркви, Света Софија од 11 век, Богородица Пиривлепта, каде што фреските се и ден денеска свежи, онакви како што ги насликале уметниците во тие периоди. И јас сум среќна што она што го насликал е толку квалитетно, убаво. Јас ги имам тие сцени во монографијата, ги сликав, ги обработив, нели? Потоа во Свети Петка во Мидинци, тоа е Кичевско, бев и тамо, сликав тамо, која работав монографијата. Во Завој работел исто, во црквата во Завој, макар што таму работеле и некои руси, нели, по Октомвриската револуција, многу руски уметници дошле во Македонија и многу имаат работено и по нашите цркви. Во Свети Петка, повеќе како конзерваторски зафати, работел на освежување на боите и таму руси исто работеле. Во Свети Ѓорѓија, во Горна Вашка Мала, имаше таму преубави едни ангели насликано од Света Софија. За жал, во куполата, во апсидата, настана некој оштетување поради влага и сега ги нема. Среќа што ги сликав тогаш, а толку беа убави тие ангели, жала ми ден денеска што ги нема тамо. Потоа во Трпејца, Свети Никола во Трпејца. Се вели дека бил најдобар познавач на сината боја. Неговата уметност е препознатлива по охридските бои, сите нијанси на сино-зелени тонови. Точно. Например, ево, го сретнав еднаш кај театарон и тоа во длабока старост беше, тато што правиш, тој со еден замислен поглед се го посматраше езерото. Тој знаеше често тоа да го прави. Да застане кај Канео. И кога пишува в монографијата, тој тоа ми го кажуваше. Секогаш го посматрал езерото, ги посматрал боите од Лабино, од Канео, од Трпејца, од сите можни страни. Канео му беше омилен мотив, нели? Го сликал Канео и во пролет, рана пролет, есен. Го сликал езерото разбрането, тоа го има на сликите, нијансите. Едноставно имаше голем осет за боја. За боја, за форма, за комплетен сликар беше. Знаеше да ја долови убавината на Охрид, на природата, на тие мотиви познати наши, нели? Тоа умееше добро да го направи. Јоне Симонче бил и одличен педагог. Позитивно влијание имал врз учениците, дури и на оние кои не биле талентирани, се труделе нешто да нацртаат на неговите часови. И 1979 година е значена затоа што на ниво на бивша Југославија ќе биде прогласен за најсакан учител. Една многу драга награда за него, нели? Затоа што тој беше таков човек, ги сакаше луѓето, сакаше многу да се дружи со луѓето, ги сакаше учениците. Јас бев негов ученик и се сеќавам. Ние сите одве чекавме да имаме ликовно, затоа што тој не носеше во природа.
Знаете, учениците колку ја сакаат природата и колку сакаат да се растеретат од наставата и да бидат во природа. Тој многу често тоа го правеше и никогаш не редеше единици. Тоа си беше негово. Зашто, кога и приватно разговарав со него, велеше дека ни едно дете не заслужува да добие слаба оцена. Нели сите деца се паметни, сега некои се потемпераментни, некои повеќе учат, некои помалку, ама во основа се сите интелигентни и така ги третираше сите ученици. Сакаше да ги растерети, сакаше да ја доживеат уметноста, да им ја доближи до нив. Се сеќавам, имаше една многу убава идеја. Пишувавме за црквите во Охрид и најдобрите работи одеа на Радио Охрид. Или на таков начин даваше подстрек да ги запозна децата со богатото културно наследство на Охрид, со црквите, со спомениците, и тоа му беше стварно многу убава идеја. Ние и не сме свесни во каков град живееме, во какво богатство, со какво богатство сме обкружени околу себе. Нели нашите цркви се во светските енциклопедии на ликовна уметност, нашата галерија на икони е една од најубавите во светот. И сето тоа, сето негово знаење, тој сакаше да им го доближи на децата, да станат свесни во каков град живеат и со каква убавина се обкружени, не само природна, него и културна убавина. Охридскиот сликар другарувал со своите колеги и бил весел човек. Тој комуницираше со сите уметници и се радуваше на секој нивни успех. Нели, секој уметник си е свет за себе, секој уметник е посебен, секој уметник твори на свој собствен начин, нели, тоа излегува од неговата душа, од неговиот ум. И тој немаше таков проблем. Го сакаше дружењето со неговите колеги, со уметниците, нели, со друштвото. Тогаш беше доста активно на охридските уметници, на ДЛУО. Контактите му беа постојани со нив и кога ја пишев јас сликарството во Охрид, нели, тогаш кога имав контакти со многу охридски уметници, обработав над 38 и сите тоа го рекоа. Сите се дружеле меѓу себе. Немало некој надпревар, секој си е, и секој уметник од това мое долгогодишно искуство е свој посебен, специфичен и така треба да биде. Јоне Симонче како педагог потигнал многу талентирани негови ученици да ја усовршуваат дарбата и денес да станат познати уметници. Негов омилен ученик беше Упевче, Славко Упевче, нели? И со Славко му направивме ретроспективна, тоа беше негова идеја, соработка на Завод и музеј, Домот за култура. Му направивме таа ретроспективна изложба. Папачев исто е негов ученик. Мислам дека кај Супевче беа најблиски. И редица други, нели, ги има повеќе уметници кои и архитекти на кои им предавал, на кои им извршил некакво влијание, нели. Ама Супевче беа најблиски. И со Цветковски, со Љупчо Цветковски, да, и со него. Тие тројца ми се чини беа негови најблиски ученици. Мислам дека најмногу ја сакаше уметноста, во педагогијата влезе некако од она што го знам, без негова желба, ама беше успешен и тука. И со учениците ги мотивираше, добива учениците награди. Во Скопје работел, например, во театар. Со Цицо, со нашиот познат, со Белогаски, нели, како работеле, кулисите ги припремале за театарските представи, нели, тие нацртите ги правеле. Дури и жалил еден период што се вратил во Охрид.
Нели, за уметник треба широчина, требат настани. И денешните уметници, ако сакат нешто да постигнат, одат во големите центри, нели? Макар што денес свето стана глобално село, па ево нашиот Јордан Манасиевски, колку награди доби, макар што е во Охрид, го цена многу и него како сликар. Може би во тој период, додека татко ми живел, било потешко, нели, провинција си е провинција, денеска тоа не важи. За среќа за сликарите, може да се афирмираат на поинаков начин. Јоне Симонче ги почитувал Леонардо да Винчи и Лазар Личеновски. Ги сакал животот и музиката, особено охридските староградски песни. Бил многу духовит човек, открива Матова. Една многу интересна случка од црквата Света Недела во Долно Лакочере. Тој работел горе во куполата, во апсидата. Нели, колку е тоа? Тоа е тешка дисциплина за работа. И тој занесен си сликал горе, дошле жени од селото да си донесат да му се помолат на Господа, нели? Саки ви го откриам Јоне во едно друго светло. И тој им одговорил од озгора: Господ ви услуша молитвата. Жените први биле изненадени, после слегол со нив, си седнал, си разговарал. Нели, таков беше спонтан, интересен од секоја ситуација. Тој знаеше да направи лесна ситуација, смешна ситуација, интересна ситуација. Многу спонтан беше, со сите луѓе беше на исто ниво. Со секој можеше лесно да разговара. Дали тоа беше познат уметник или обичен човек, за него сето тоа беше исто. Комуникативен многу беше. Јоне Симонче и како татко беше со многу широка душа, си приспомнува Матова. Ние имавме голема слобода, ама си знаевме до која мерка можеме да му сметаме, кога сакавме влегувавме кај него, разговаравме. Тоа се случуваше многу спонтано, ќе видевме дека работи, ние ќе излезевме, ќе го стававме да си твори. Додека јас растев, додека ја осознавав уметноста, се повеќе појавував интерес да разговарам со него за уметноста и ми се чини дека јас најчесто бев со него во ателието. Разговаравме на различни теми. Дури во тој период, нели, многу абстрактната уметност беше актуелна и јас му викам: добро, тато, зашто не насликаш некоја абстрактна композиција? И тој наслика. Ја наслика онака, нели, тој како што ја осеќаш. Јас не му се мешав во тоа што да наслика. Мотивот беше негов, идејата беше моја. Потоа, кога сликаше фрески, не само во црквите, наслика еден циклус на фрески како уметнички слики. И добро, викам: тато, ова нека биде некој твое ново видување. И тој така ги наслика низ некоја пајажина, низ некоја патина, нели, како да тие се пројавува низ вековите, низ времето. И тоа беше исто еден многу интересен циклус што го наслика. Ево, тие две работи си дозволив да дадам некоја своја идеја. Неверојатно колку беше продуктивен. И дури понекогаш на мајка ми сметаш, мајка ми беше, нели, цело време мајка, жена на уметник, и цел терет таа го носеше. А тој сето тоа така низ некој хумор, лесен, знаеше да го направи животот убав, интересен. Беше прекрасен одител, од кога многу научив. Нели, ја засакав уметноста, затоа што тука ми беше на дохват на рака. Имаш огромна широчина во себе и секојаш викаше: изборот е ваш, и ни даваше поттика да многу беше и реален пак од друга страна. Ако за нешто му се пожелев, тој ќе речеше: тоа е твој избор и ти ќе си избориш со тој твој избор.
многу не јачеше во животов и така треба да биде, нели? Позади секоја одлука, секој човек сам треба да седи и да се избори со секоја ситуација и многу му сум благодарна за тоа. Матова напоменува дека од членовите на неговото потесно семејство по стапките на сликарот обид направил само внукот Јован. У подоснежните години и таа се обидува да слика само за себе. Мојот внук Јован Симонче покажуваше таков афинитет, дури тука имам и една негова творба, ми ја поклони за еден мој роден ден. Јас имав огромна желба тој да се експонира во таа насока. Но кај него се случи некој застој, не знам зошто и како. Ево јас, нели реков, уметноста кон сликањето во подоцнежни мои години открив и ќе се експонирам, ама лично за себе. Се надевам некој друг од нашето широко семејство или внуците што ќе дојдат, ќе покажат афинитет кон уметноста. Во Охрид нема куќа која нема слика од мојот татко и тоа бескрајно ме радува, вели историчарот на уметност Јорданка Матова. Во изработката на монографијата за Јоне Симонче во 2001 година од Завод и музеј евидентирала над 1000 слики од приватни колекционери и институции. Верувам дека има и многу други охријани кои купувале или добивале на подарок слики од Симонче, додава Матова. Тоа е Јоне Симонче, репродуктивен сликар кој е препознатлив по неговиот омилен мотив канио, а на платното за секојаш ги оставил забележани охридските мотиви и градската архитектура.